Да, вие гледате утринска на Телма, продолжуваме и заедно сме си до 10 часот, впрочем како и секој утро со голем број теми и содржини кои што сакаме да ги најавиме, да ги представиме и да ги споделиме. И онако е во продолжение повторно ќе го најавиме, е поврзано со хуманоста и се разбира повеќе детали за онако е наскоро ќе се случува, поточно на 20 декември, хуманитарна оперска гала вечер за поддршка за лицата со попреченост. 20 декември во 19 часот во театар Јордан Хаџи Константинов Джинот во Велес. И ова е всушност еден почеток на кампањата Заедно за нов дом, која што ќе се спроведува во текот на 2026 година. За концертот, за кампањата, но и за функционирањето на Сдруженијето за лицата со церебрална парализа и други попречености од Велес, денес ќе зборуваме во продолжение со моите гости кои што ги имаме во студиото. Заедно со нас се Далиборка Златева, која што е председател на Сдруженијето, Дарко Тодоровски, бас баритон, кој што ќе биде дел од концертот, и Вариса Хајдрепашич, сопран, исто дел од програмата и настапот кој што ќе го имате на хуманитарната гала вечер, за која што ќе зборуваме во положение. Добро утро и добро ни дојдовте. Добро утро, добро ве најдовме. Студено утро. Така, да, и сето она кое што може да биде, ете, така велиме утрински предизвик во однос на овие денови кога секој од нас има по некоја работна обврска или ете така во контекст на вашите обврски, верувам и проби во пресет на концертот, но секогаш желбата е над тоа и верувам дека исто така можноста да сте тука во нашето студио или желбата преовладуваше за да може да нели го представиме и најавиме за нашите гледачи. Некако се поклупува со она кое што е наша главна тема во денешното издание, а тоа е хуманоста. Колку треба да бидеме хумани, колку треба да помагаме и што е најважно онаму каде што најмногу треба и за оние кои што тоа навистина го чувствуваат. Дали Борка ќе започнам со вас, се разбира, како председател на едно здружение кое што навистина има и хумана мисија и ги прави активностите во текот на годините, па верувам дека тоа најмногу го чувствуваат оние лица кои што се дел од здружението или лицата со попреченост, затоа што навистина кога ја чувствуваат таа поддршка и љубов, некако работите и секојдневието знаат да бидат полесни, а верувам тоа вие го гледате како председател на здружението и кое што го имате како иницијатива за вашите активности. Токму така, Ивана, нашата организација постои веќе многу години, од далечната 97 година, и кога буквално во Македонија многу малку се зборуваше за оваа проблематика и родителите не се охрабруваа да зборуваат, да ги изнесуваат своите деца од дома, меѓутоа сега веќе после 28 години можам да кажам слободно дека приликите се променуваат, дека самото општество наше се менува, меѓутоа без разлика на сите оние проблеми кои што настанале, се уште имаме многу работа на ова поле, бидејќи иако лицата со попреченост се веќе скоро секаде застапени во општественото живење, се уште се соочуваме со архитектонски бариери, се соочуваме со неможност во некои одредени краеви во нашата земја тие да бидат инклудирани во образованието. Здравствениот систем треба да се моделира, многу работи треба да се моделираат, меѓутоа без разлика на сето тоа, ние сите овие години се трудиме да работиме и да бидеме, како да кажам, моторот на целата оваа работа, да постојано да подсетуваме, да бидеме тука, да бидеме активни, да зборуваме јавно за потребите на оваа категорија на граѓани и само така на тој начин успеавме да направиме некои позитивни промени кои што веќе се чувствуваат, меѓутоа имаме уште многу работа. Мене ми е многу драго што еве во вашата емисија каде што хуманоста пред се денес еве славите или ја пренесувате до гледачите на телевизијата, сме дел како еве организација. Инаку ќе кажам дека хуманоста постојано не води и ни е мотивот во нашето постоење, во нашето работење и секако она што вие рековте, дали на лицата на лицата со попреченост ние гледаме насмев или задоволство од она што тие го исползуваат и го живеат во нивното обстојување. Да, можам да кажам дека и во моментот фотографиите кои што одат убаво покажуваат дека лицата со попреченост се тука, се дружат, се среќни, имаат и родендени, учествуваат и на културни активности, се дел од општественото живење, меѓутоа сепак
уште еднаш ќе напоменам, имаме многу работа, треба уште многу работи да ги смениме. Да. Треба да се одржува истото темпо и треба сериозно повторно нели да се има пристапот кон сериозен пристап кон сите овие предизвици по оние потреби кои што се пред вас, но добро е кога се слави тоа што е зад вас, заради тоа што и успесите кои што се постигнати години наназад се разбира се за поздрав. Велиме, ништо не можеме да направиме сами и затоа е добро кога имаме пријатели околу нас, оние кои што сакаат да бидат хумани, да помогнат на било каков начин. И тука не зборуваме само материјално, туку зборуваме за секој кој што сака да помогне со она кој што го содржи во себе, како што се талентите или музичарите, музичките уметници кои што некако го прават својот хуман гест и се дел од ваков хуманитарен концерт. Па од тука би ги прашала нели нашите други гости кои што се дел и од концертот во однос на токму ваквите хуманитарни настапи. Ќе зборуваме подоцна и за програмата на концертот и што е тоа што ќе има можност публиката да го слушне, но за и хуманоста како наша тема, но и зона кој што го видиме секој од нас треба да го чувствува и да дојде тоа природно чувство дека да, сакаме да настапуваме, сакаме да дадеме нешто, да оставиме нешто и да допреме до многумина за кој што тоа може да биде инспирација. Дарко Еве. Јас сметам дека, благодарам, сметам дека хуманоста постои во секој еден човек од нас, во секој еден од нас. И само треба да се дозволи да се почувствува тоа кога помагаш и чувството на љубовта која што ја добиваш од другата страна, луѓето кои што ја добиле таа помош. А посебно, јас верувам дека секој еден човек може да најде начин како не обврзувачки е тоа да биде нели финансиска помошта. Ние музичарите верувам дека на еден начин сме должни преку своето пеење, во конкретниот случај за нас пеачите, да го обединиме народот, да ги собереме луѓето, давајте преку нашата музика да дојдат да уживаат таа вечер, а од друга страна да тоа да придонесе за оние кои што име верувате повеќе од потребно, а крајот, аплаузот на еден таков настан концерт е незаменлив и неспоредлив со било каков друг концерт, затоа што пак ќе се повторам за добрата енергија, за таа љубов која што ние ја добиваме како возврат и од публиката и од тие благодарни лица кои што ја примаат нели таа помош е незаменлива. Да, навистина добро кажано и тоа е она кое што на крај ни го дава нели тоа чувство или понатамошниот мотив нели така да се однесуваме и тоа да го шириме на луѓето околу нас. Вариса, верувам дека истото би го споделиле. Да, јас мислам дека уметниците, освен што ја имаме честа да го имаме талентот што го носиме, имаме и должност да го искористиме секогаш и за добро, не само за слава, за некаков бенефит наш, туку всушност должноста наша е да го искористиме за добро, да ги обединиме луѓето, да им помогнеме на луѓето да се почувствуваат заедно и сплотени, а кога можеме да го направиме во овакви убави организации, за овакви убави цели, мислам дека тоа е вистинската причина зошто го имаме талентот и зошто сме работеле за талентот, така да мислам дека кога ќе го исполниме тоа што го добиваме за возврат е многу повеќе од било што друго. Барем за мене лично, сигурна сум дека за сите други. Да, за сите останати уметници. Така е, да, и за оние кои што се хумани, веројатно сите ќе се согласат во едно исто, бидејќи тоа е вистината и чувството е такво и незаменливо, или како велиме непроценливо. Ќе ги споменем и останатите кои што се дел од овој концерт: Полина Тасева, Вероника Караколева, Магдалина Тодоровска, Владко Груевски, покрај нели Дарко и Вариса кои што се во студиото, и во придружба на Фросина Джини, која што е пианистка, и Андреј Наунов, пианист. Што ќе биде или каков ќе биде концертот, што ќе биде дел од програмата? Да кажеме дека средствата нормално се наменети за ќе се донираат на здруженијето, ќе ни кажете дали ќе биде во продолжение што и како и на кој начин може да се набават нормално билетите, па ќе идеме со ред. Ајде, Ајде, Дарко, ако каже за кој ќе бидат за програмата за тој дел. За програмата заедно, сите колеги, сите пејачи, тоа се наши колеги, тоа се луѓе со кои што малтене израснавме заедно, уште од студентските денови, од тогаш настапуваме заедно, а и сме настапувале и не е ова прв концерт кој што од ваков карактер, и со Далиборка и генерално од хуманитарен карактер. Што се однесува до програмата, внимателно одбравме, затоа што се работи за гала, оперски концерт и нели се очекува да се слушнат
дела, оперски арии, но и не само. Еве можеби Вариса ќе каже повеќе за програмата. Затоа што имаме неколку работи што се случуваат истовремено, малку сме и во новогодишно расположение, а сакаме и програмата да биде воздигнувачка, да биде весела, луѓето да се чувствуваат убаво. Внимателно ги избравме делата да бидат позитивни, да влеваат љубов и радост. Така, за крајот на годината. Да, за крајот на годината, за публиката да се чувствува дека сака да доаѓа на овакви концерти, дека не дојдовме да бидеме тажни или да бидеме замислени или да тука некакво душевно воздигнување постигнуваме, ама да се чувствуваме убаво, да имаме убава атмосфера. Исполнети, така да се испрати годината. Избравме за почеток класични дела, некои романси, некои канцони попознати кои што луѓето ќе сакаат да ги слушаат. За вториот дел избравме малку попопуларни песни и имаме мало изненадување за крај, што сакаме да го ставиме баш да биде изненадување за луѓето да го доживеат на крајот, да се почувствуваат дека доживеале нешто што не сме го представиле. И би додал и некои од најпознатите оперски арии. Да. Во вториот дел. А на крајот, како што рече Вариса, спремаме изненадување, кој што верувам дека сите, целата публика едногласно ќе пее со нас. Ете така да заврши концертот и да останат сите по добро расположение, да се зборува и понатака и да сакаат да дојдат следен пат пак повторно. Така да, убаво изненадување во најава и веројатно одлична атмосфера која што ќе биде во театарот Јордан Хаџи Константинов Џинот во Велес, кој верувам ќе ја собере публиката. Па да, инаку јас сакам да се заблагодарам на театарот, тоа не е прв пат тие да ни го отстапат просторот на театарот, да бидеме, значи, во нивните простори да правиме вакви хуманитарни активности. Пред 3 години имавме аукција на уметнички слики, значи како организација ние веќе долги години наназад се трудиме културата да ја внесеме како светлина во овој дел каде што лицата со попреченост себе сакаме малце да ги издигнеме во општеството и да им дадеме можност, бидејќи дел од нив знаат и да творат, и пишуваат, и сликаат, се дел од представи и така натаму. Не сме пробале, пееме, меѓутоа многу ја пееме Јован ќе ви кажам, кога сме во невладина организација или кога се дружиме, меѓутоа оперски арии не сме покушале, бидејќи верувам дека не можеме тоа да го направиме, меѓутоа ќе биде одлична можност, еве, оперската вечер да уживаме во на што вие ќе ни го приредите, а секако таму ќе бидат присутни оние за кои што ние тоа го правиме, а тоа се корисниците на услугата живење со поддршка, која што ние веќе како невладина организација ја имплементираме реално, значи со 4 мали групни дома во кои што се сместени 20 лица со попреченост, со поддршка на Министерството за социјална политика, демографија и млади. Првите корисници на овие мали групни домови беа луѓе кои што беа повлечени од специјалниот завод Демир Капија и кои што живееа во едни субстандардни услови каде што буквално ги нема основните животни потреби. Така да веќе ние 4-та година успешно ја реализираме оваа услуга, им нудиме топол дом на лицата со попреченост, тие имаат можност во тие домови да бидат сместени по 5 лица. За нив се грижат негувателки, еве ќе ги поздравам моите колешки, моите луѓе кои што се дел од оваа социјална услуга, кои што постојано 24 часа ги поддржуваат, им помагаат во секојдневните животни потреби, без разлика на тоа дали се потреби од хигиена, од храна, придружување, социјална инклузија и така натаму. Оваа социјална услуга заживеа во 2022 година, кога практично започна да се имплементира деинституционализацијата и затварањето на големите објекти, како што беше специјалниот завод Демир Капија. Меѓутоа, од тогаш, откако се оформи овие 4 дома за нашата организација, ние не сме се охрабриле да го прошириме капацитетот, така да со ова хумана оперска гала вечер ние сакаме да започнеме кампањата, како што и вие кажавте, за наредната 26-та година, каде што ќе имаме многубројни активности, каде што многу повеќе ќе сакаме да говориме за популаризација на оваа социјална услуга, бидејќи потребата за неа е многу голема. Семејствата имаат потреба после
одреден број, како да кажам, кога веќе родителите се возрастни, кога нивните деца се исто така возрастни, кога немаат на кого да ги остават, навистина има потреба од ваквата услуга. Секојдневно ни стасуваат барања за нови лица да бидат сместени, а ние немаме можности за такво нешто. Така да кампањата заедно за нов дом практично ќе треба да не обедини сите, Министерството за социјална политика, локалните самоуправи каде што ние делуваме во Вардарски плански регион, бизнис секторот, медиумите, невладините организации, фондациите, да можеме до крајот на наредната 26-та година да оформиме 4 нови мали групни домови, да ги лиценцираме и да ја продолжиме соработката со Министерството за социјална политика. Да. Што значи многу работа ве чека и во 2026-та година, предпоставувам многу планови, идеи за реализација, но се разбира и потребната поддршка која што секогаш е добре дојдена и со мали чекори, како се вели, се постигнуваат и поголеми цели, но секогаш треба да се одржува тоа исто темпо и да не се застанува. И ако некогаш навистина предизвиците кои што може да се појават, па и одредени искушенија природно и човечки да не демотивираат на одреден период, но кога ќе ги видиме токму тие лица кои што го гледаат, да речеме, спасот, па поддршката во пред се во вашите лица, сите вие кои што сте дел од друженијето, тоа е дополнителна мотивација да се продолжи со работата. Најголем мотив е прегратката, искрено ќе ви кажам, моментот кога ќе го спомнам Мелмин, тој е дечко кој што живее во куќата која што ни е во Башино село, кој се појавам на прагот на таа куќа, тој ќе ми каже мамо, искрено да ви кажам. Значи поголемо задоволство тоа нема. Тие да бидат облечени, да бидат нахранети, да бидат здрави, да бидат среќни, од тоа поголемо нема. Да знаете дека навистина за некого сте во очите на некого сте еден вистински родител, топла личност која што секогаш е тука да помогне. Па нив да ви кажам право, најмногу ми е потребна грижа, потребно им е внимание, потребно им е љубов, потребна им е прегратка. Ние се трудиме максимално онолку колку што можеме сето тоа да го надохнадиме, она што тие не можеле да го добијат од своите биолошки семејства. Меѓутоа се надевам дека како да кажам, оваа услуга ќе прерасне во синоним на тоа да тие да имаат семејство. Значи, верувајте дека ние без разлика на нивните години на старост, без разлика на нивната верска припадност, без разлика, не знам како да ви кажам, на нивната попреченост или буквално што и да е, за нас се тие сите исти, тие се луѓе за кои што ние секојдневно се трудиме да обстојуваме, да им помагаме и да ги разубавуваме нивните животи. Да. Музиката е универзален јазик и преку музиката може да се разбереме меѓусебно или да се почувствуваме и едноставно да ги споделиме тие чувства и без да се создаде нека одредена комуникација, бидејќи навистина со музиката и најдобро може човек да комуницира и верувам дека особено вие тоа навистина добро го чувствувате. Но ќе прашам дали имате можеби некаква поинаква, еве да кажеме, трема или кога зборуваме за настапи токму пред оваа публика, која што токму сензитивна и верувам и музиката ја доживува на еден таков начин. Кога зборуваме за лицата со попреченост и оние кои што тие моменти им се навистина им значат. И она кое што го правите за нив се разбира. За мене лично јас најнаш добивам неверојатно трпение и неверојатна желба да најискрено што можам ги изразам своите емоции. Сметам дека без разлика луѓето со попреченост имаат во уметноста понекогаш многу често предности да ја разберат точно така како што треба. И секогаш има трема, ама тоа е повеќе како што кажав претходно, честа јас да бидам таа што ќе можам да им покажам одреден вид на уметност и во случајов пењето или емоциите што сакам да ги изразам преку делото што го изведувам во моментот, така да позитивна трема би рекла, повеќе одговорност, чест и љубов кон тоа што го правиме и всушност и да им покажеме дека колку ние уствари тоа го сакаме и колку го доживуваме како еден исполнителен дел од нашиот живот, дека уметноста е убава. Точно тоа е поентата, да. Када подготвеноста на еден музичар за едностенска изведба говори за неговата професионалност. Тука веќе сето тоа го тргаме на страна како работа која што се подразбира дека треба да ја поседуваме за да излеземе на сцена, а во ваков случај на настап на хуманитарен концерт
посебно на настапи каде што именно тие луѓе ќе бидат присутни во таа сала, тука верувам дека апсолутно несебично треба да подариме целата емоција од која што секој еден човек ја поседува внатре во себе, затоа што именно таа емоција ќе биде најдобро почувствувана од тие луѓе. Затоа што ќе се согласам. Тоа се именно луѓе кои што живеат низ призмата на чувството, низ призмата на емоцијата. Дали Борка е најголем сведок затоа што е секојдневна комуникација. Така е, да. Да. Очекувате многу прегратки, ќе ви кажам, значи ќе сакаат сите да се фотографираат со, значи така. Тоа се прекрасни луѓе, тоа се ве очекува. Да, тоа се прекрасни луѓе кои што имавме чест да ги запознаеме пред 10 години на последниот претходниот хуманитарен концерт кој што го организиравме заедно. Да. И со нетрпение чекам да им отпееме први нив. Второстепено е тоа што ние го работиме за нив. Нека знаат дека го прави, дека тоа сме тука за нив и да им пееме нив на сцената, да го почувствуваат сето тоа. Така е, одлично кажано и верувам дека токму тоа ќе се постигне на 20 декември, како што рековме во 19 часот, за сите оние кои што сакаат да набават влизница. Па оние кои што сакаат да набават влизница можат да купат од билетарата на театарот Јордан Хаџи Константинов Џинот, можат да се обратат и до нашата организација Сдружение на лица со церебрална парализа и други попречености Велес на телефонскиот број 075 403 303, тоа е лично мојот телефонски број, можат да ми се обратат. Секако имаме и направено на социјалните мрежи на Facebook настан хуманитарна оперска гала вечер, каде што можат и преку настанот некако да не исконтактираат. Во секој случај, значи, се уште има неколку билети, би сакала да порачам еве до гледачите да побрзаат доколку сакаат да бидат дел од овој настан. Билетот чини 1000 денари и сите средства ќе бидат наменети за да започнеме со градењето на новите 4 мали групни дома. Секако кажав дека ова нема да биде единствен и последен настан. Планираме секако да направиме донаторска платформа, да отвориме донацијски броеви. Во текот на 2026 година ќе имаме можности да направиме и донаторска конференција, каде што сакаме да ги обединиме бизнис секторот и да ги мотивираме малку повеќе да бидат дел од овие наши активности, бидејќи во Македонија постојат голем број на општествено одговорни компании кои што навистина сакаат да помагаат и да своите финансиски средства кои што имаат можност да ги донираат на вистинското место, така да јас себе би им порачала доколку сакаат да помогнат. Ние сме организација која што е исполнителна, која што е транспарентна, отчетна и дека заедно еве ќе можеме да ја постигнеме целта доколку ни се придружат и бидат дел од оваа наша заедничка мисија заедно до нов дом, каде што ќе успееме да направиме уште 4 нови топли домови за овие наши златни ангели. Така е, еве ја испраќаме заедно таа порака да бидеме хумани, секој да го направи тоа што може на свој начин, начин на кој што може да придонесе, како што споминавме, сите имаме можност да подадеме рака и да бидеме нечија поддршка, како што на секој од нас во некој период од животот му треба и поддршката, и љубовта и сето на кое меѓу другото не сплотува, а велиме дека навистина тоа е неопходно во денешно време, особено за овие лица кои што и тоа како имаат потреба од сето тоа, а вие им ја давате. Што значи со вакви хумани настани и вакви хумани гестови и акции во иднина ќе се оди чекор до целта и она кое што треба да се формира, а тоа се еден нов дом и веројатно топлина за сите овие лица. Јас ќе ви посакам да имате успешен концерт и се разбира успешна работа на Сдруженијето и за сите оние кои што ќе сакаат да бидат дел од оваа програма која што ја споминавме и изненадувањето кое што ги очекува, една одлична атмосфера и позитивна енергија на крајот на годината, верувам дека ќе побрза да набават билет и да го направат повеќе воедно, значи да бидат хумани и да уживаат и да слушаат убав концерт, поточно да поминат квалитетно време. Јас себе би сакала уште еднаш да ги повикам да дојдат, да бидат со нас, секако да се заблагодарам и на вас како телевизија што ние отстапивте еве простор и време да го популаризираме сето ова, но секако чувствувам должна почит да се заблагодарам на моите колеги, сите оние кои што се вработени во невладината организација Сдружение на лица со церебрална парализа и други попречености Велес, кои што активно работат на подготовката и на хуманитарната оперска гала вечер, меѓутоа и
активно работат постојано во испорачување на социјалните услуги, да се заблагодарам на целиот тим кои што стојат зад мене, бидејќи јас сама не би можела ништо да направам и сите ние сами не можеме ништо да направиме, меѓутоа кога ќе ги здружиме силите, навистина резултатот е тука, успехот е тука и се надевам дека еве на крајот на криштата сето ова ќе биде многу успешно и некогаш во наредната година 26 ако бидеме гости ќе зборуваме за веќе она што активно го работиме и го имплементираме сето ова сега што го кажуваме. Да. Утринска и Тилма секогаш одвојуваат простор и време за тоа. Сакаме да бидеме хумани, се разбира, таа порака секогаш да ја пренесуваме кон нашата публика. Ви благодарам за вашето гостување и за времето. Останете професионални, успешни и се разбира хумани како и досега и јас верувам дека ќе имаме повод и прилика за следни убави вести кои што ќе можеме да ги споделиме во Утринска на Дома.